Во кои училишта на гостиварска територија учениците ќе се вратат во клупите, а каде ќе се учи онлайн, ќе одлучи Министерството за образование. Дел од образовните установи побарале настава со физичко присуство, дел се изјасниле за учење преку интернет, а некои сметаат дека најпогоден им е комбиниран модел. Општината ги испрати барањата и го очекува одговорот од Министерството. Со училиштата правиме големи напори за да почнеме со физичко присуство. На тие училишта што имаме простор да се почне, ќе се почнува со физичко присуство. Например, во економско имаме помал број од ученици, таму ќе се почнува со физичкото присуство, во медицина ќе продолжуваат онлайн. Во основните училишта, во неколку училишта, во Гоце Делчев, Кемал Ататурк ќе биде наставата онлайн и со физичко присуство, во Башкими и Исмаил Чемали ќе биде со физичка присутност и руралните училишта сите планираат заради помал број на ученици да бидат со физичка присутност. Она што е известно е дека основците од прво до трето оделение ќе одат во училиште. Додека се чека на одлука за останатите, Општинскиот сектор за образование спроведува хуманитарна акција за учениците од ранливи категории на семејства. Се собираат ранци и училишен прибор. Акцијата за донирање ќе трае до 20 септември. Се надеваме дека ќе бидат опфатени сите ученици на кои им е потребна помош, а пријавени се над 550. Секој може да придонесе и донира според можностите. Чанти, тетратки, моливи и друг прибор. Апелираме до сите граѓани без оглед на националната и верска припадност да донираат, како и до градските маркети, разни фондации и компании да се вклучат во акцијата. Новата учебна година ќе започне на 1 октомври. До тогаш училиштата треба целосно да се подготват за настава, без оглед на моделот според кој ќе ја организираат. Предизвикот е особено голем за училиштата каде учењето ќе биде со присуство на децата, со оглед на строгите протоколи за заштита од коронавирус.